Пита со јаболка за поздравување со есента. Ана седеше на масата во кујната и црташе. Боичките беа разфрлани наоколу, а таа чепкаше низ нив. Како да не можеше да се одлучи која боичка да ја земе. Одеднаш надвор почна да дува силен ветер. Ана го сврте погледот кон прозорецот и забележа дека паднаа последните пожолтени лисја од малата јаболкница во дворот. Ах, кутро дрво остана без лисје, воздивна Ана. Ама јас сега ќе го нацртам и обојам какво што беше пред да ги собере тато јаболката. А и есента е убава со сите тие бои, но сега како да ги снемува. Се станува некако сиво и небото, и дрвјата, и земјата. Затоа што зимата полека ни доаѓа, а штом падне снег, дрвото ќе биде како под бело јорганче и така ќе си спие до пролетта. А на пролет ќе се разбуди, ќе пушти нови ливчиња и следната есен повторно ќе биде полно со јаболка, рече мајка и на масата остави чинија со јаболка и додаде: Еве, Анушка, само што ги измив, земи си јаболко. Едно јаболко на ден и ќе бидеш здрава како дрен. Ана го зеде најголемото црвено и силно го загриза. Значи нема поубави од нашите јаболка, рече Ана со полна уста и продолжи да ја црта јаболкницата, таква каква што беше на почетокот од есента. Кога ја крена главата, забележа дека надвор почнало да се стемнува. Ах, мамо, зошто толку многу рано почна да се стемнува надвор? Есента си оди, затоа, а во зима деновите се кратки и студени. Треба да ги извадиме зимските јакни, утрата стануваат многу постудени. Да, мамо, наутро носот ми е црвен кога влегувам во градинка. Есента полека си оди, а во зима снег треба да има, извика Ана. Ке има, но за да ја испратиме есента како што треба, дали сакаш да ја направам твојата најомилена пита со јаболка? Сакам, мамо, а може ли јас да ти помогнам? Секако дека може, се насмеа мајка и Ана почна весело да ги реди јаболката за пита на масата. А цртежот дали може да го закачиме на фрижидерот, за да не подсетува колку убава ни беше есента? Праша мајката. Може, се израдува Ана, на мојата јаболкница ветрот ништо не и може.